почитуван заменик министер, повторно не знаете. Повторно нема модел кој што е изграден. Ова е исто како за законот за ДДВ. Сега ќе гласаме, ама поима немаме што знаеме. Што ќе гласаме? Ќе гласаме поскапување на производи, ама никој не ги видел. Никој во оваа држава не знае какви производи ќе поскапат или колку производи ќе поскапат и кои добра и услуги ќе поскапат, ама битно ние тука ќе гласаме. А што ќе гласаме никој не знае. Или што би рекла мојата почитувана колешка Дафина Стојановска, мачка во вреќе. Магла. Ветар и магла. Никој не знае во оваа држава што гласа, ама дава овластување на некој друг, за да може потоа ресорното министерство во подзаконски акт да регулира кои производи ќе поскапат. И еве сега ќе искористам можноста, правите невидена злоупотреба преку додавање на зборчето основни прехранбени производи, за да можете како основни прехранбени производи во тој подзаконски акт да ги ставите лебот, водата, солта и шеќерта и да речете овие се основни, овие ќе имаат 5% повластена даночна стапка и потоа од септември удри по граѓаниве све што не е надвор од тие 4 производи, поскапување за 5 или за 13%. А зошто не можеме да дискутираме за тоа? Затоа што некој од тие кои што го предложува законот одлучил дека пратениците треба да гласаат за нешто што не знаат. Сега ние зборуваме за помош на спортисти, за стимулација на спортисти и тек допрва ќе се менува законот за спорт. Што значи тоа? Дека ние некаде на крајот на месец август ќе го донесеме овој закон и оваа даночна реформа, а потоа ќе разговараме кога Министерство за правда ќе биде расположено да може да го донесе законот за спорт, а што ќе правиме во таа правна празнина? Ништо. А како ќе им помагаме на спортистите до тогаш? Каков е тој солидарен фонд на владата? Кој ќе одлучува за тоа кој спортист колку ќе добие? Никој не знае во оваа држава. И сега отворено ми беше прашањето кое што се наметнува како дилема. Што да прават спортистите кои што веднаш по носењето на овој закон кога ќе стапи во сила, ќе немат можност да бидат помагани од компаниите кои што им помагале до сега, се во сред припремили во сред тренажен процес. Дали некој размисли во оваа држава? Не. Значи ќе ги оставиме на страна, битно ние да ги земеме парите од компаниите. Нема одговори. Никој не знае што ќе се случува со оваа даночна реформа. Не вие да работите на реформата, ја носите на брзина. Се надевате дека ќе наплатите повеќе пари за да го наполните буџетот кој што го трошите на тендери во 4 очи на криминални активности, а никој во оваа држава не е запознат. Нема да ви успее реформа. Само ќе направите стимулација на сивата економија и да продолжат оние што не плаќаат да продолжат да не плаќаат. И ќе ги натерате оние кои што плаќаат и се лојални да ги селат бизнисите наоколу. Дедат во Косово, дедат во Србија, исто како што го направивте тоа со прогресивното даночување, каде што преку ноќ десетици илјади граѓани ги преселија своите бизниси надвор од држава за да не ви плаќаат данок, затоа што вие сте сметале дека така треба, па по 2 месеци ајде ќе го менувам. Немате одговор за ниту едно од овие прашања. Благодарам.